Почитувани граѓани, присутни денеска, почитувани медиумски работници кои што сте денеска со нас, почитуван председател на ДУИ Али Ахмети, почитуван прв заменик на председателот на владата, господине Артан Груби, почитуван министер за финансии Фатмир Бесими, за економија Крешник Бектеши, почитуван градоначалник на Скопје Петре Шилегов, почитуван градоначалник на Сарај Блерин Беджети, почитувани градоначалници од околните општини кои што сте денеска овде присутни со нас, почитувани представници на општествените државни и локални институции, почитуван председателе на Комората на Северозападна Македонија, почитувани присутни. Ми представува чест што денеска сме сите заедно во општина Сарај, во посета на производствена фабрика од индустријската дејност. Со задоволство ја прифатив поканата на менаџментот на компанијата, која инвестира во современо производство на кабли за домашен пазар и за извоз, а со тоа делува на подобрување на севкупниот деловен амбиент во земјата. Ваквите приватни инвестиции, како на компанијата One Cable, се потврда за довербата која градиме со деловната заедница, како и за предвидливиот и стабилен деловен амбиент за нови инвестиции. Се работи за современа инвестиција вредна 3 милиони евра за производство на бакарни кабли и ПВЦ гранулати за електрична енергија со најмодерна технологија, која вработува 30 високо квалификувани кадри. Производството се пласира на домашниот пазар, а веќе се конкурентни извезуваат во Албанија, Бугарија, Хрватска и Косово. Почитувани, економската активност расте и во услови на светска пандемија, а тоа го потврдуваат и последните официјални податоци од Државниот завод за статистика и анализите од технолошко-индустријските развојни зони. Во зоните регистрирани се рекордни економски активности во првите 8 месеци од 2021 година во однос на минатите години. Вкупниот извоз во првите 8 месеци достигна 2 милиарди евра, што е за над 50% повеќе во однос на истиот период лани, односно над 11% повеќе во споредба со 2019, кога немаше корона, и речиси 32% повеќе од 2018 година. Дополнително расте и бројот на вработени. Регистриран е раст од над 7,15% споредено со истиот месец лани на вработени, односно над 14.000 наши сограѓани работат во зоните. Имаме најава за нови странски инвестиции во Штип, Кичево и Скопје со вкупен обем од над 54 милиони евра. Само овие инвестиции треба да донесат 680 нови работни места и да го зголемат вкупниот извоз за над 850 милиони евра во 10 годишен период. Од почетокот на годинава имаме започнати или во фаза на реализација договори за нови инвестиции од повеќе од 160 милиони евра. Со ова приходите во буџетот ќе достигнат до 55 милиони евра повеќе на сметка на придонеси, данок на добивка и персонален данок. Еве не денеска и надвор од технолошко-индустријските развојни зони. Во индустријската зона, како што е ова во општина Сарај, на секаде во државата имаме вакви и домашни и странски инвестиции, кои што отвараат квалитетни работни места за целиот наш народ и учествуваат сериозно во севкупната структура на нашиот извоз, како и во севкупната структура на бруто домашниот продукт. Само во последните 3 месеци имаме 20 вакви домашни инвестиции. Дека градиме економски политики на солидна база и планираме на долг рок, докажуваат и севкупните резултати од статистиката. Во првите 6 месеци од годината, јануари и јули, вкупната вредност на извозот изнесува 4 милиарди евра и бележи раст од 34,6% во споредба со истиот период во 2020 година. Економијата бележи историски раст на бруто домашниот производ од 13,1% во вториот квартал или 5,6% во првото полугодие во оваа година. Просечната нето плата во државата континуирано расте и истата повработен во јуни 2021 година
изнесува 28.744 денари, што е за 7%, односно за 1.877 денари повеќе во однос на јуни минатата година. Бележиме историски најниско ниво на стапка на невработеност од 15,9% со тенденција таа дополнително да се намали до крајот на годината. Почитувани граѓани, владата продолжува со посветена работа и добри економски политики за подигнување на животниот стандард. Инвестициите, вработувањата и повисоките плати го менуваат животот на подобро. Евидентни се успешните економски политики кои даваат резултат. Оваа инвестиција е охрабрена токму од севкупната подршка која што владата ја дава во севкупниот економски развој на нашата земја. На инвеститорите овде во Сарај, во оваа ретка фабрика за производство на ваков вид на производи, кои што имаат голема употребна вредност и побарувачка и дома, и во целиот регион, сакам да им посакам да не застанат во нивната храброст, во носење на одлуки за инвестиции, за подигање на кредити, за следни развојни можности на својата компанија со своите партнери, затоа што развивајќи се, ја развиват и нашата земја. Сакам да ви се заблагодарам на денешната покана и да ви посакам уште многу вакви убави инвестиции во нашата Северна Македонија. Нека е честито и со среќа. Благодарам.